Вкупно 26.105 места се обезбедени за упис на студенти на државните универзитети, 13.953 места за редовни студенти во државна квота, 8.367 места за редовни студенти со кофинансирање и 3.785 места за вонредни студенти, соопшти Министерството за образование и наука, откако владата донесе одлука за конкурсот за упис на студенти на државните универзитети. Обезбедени се доволно места за упис на сите заинтересирани матуранти, како и за сите други лица заинтересирани за студирање на државните универзитети, стои во соопштението на Министерството. При утврдување на бројката за упис на студенти се водеше сметка за потребите на пазарот на трудот во Република Македонија, дефицитарноста на струките и расположливите можности за вработување, бројот на студенти за кои се акредитирани факултетите, како и за показателите за интересот на средношколците за упис на одредени факултети изминативе години, се вели во соопштението. Новина оваа година е тоа што владата донесе одлука да се активираат родовите студии на Филозофскиот факултет при УКИМ, кои 5 години беа ставени во мирување, како и студиите за безбедност и евроинтеграциите на Факултетот за безбедност при УКЛО, кои исто така беа во мирување. Универзитетот според неофицијални, морам да кажам, извори за конкурсот што следи во наредната учебна година, има некои студиски програми кои повторно се воведуваат во нашата образовна понуда и тоа се студиски програми што претходно биле акредитирани, но некои години оделе, некои години не оделе. Она што го читаме и по медиумите и секако е неофицијално исто и до нас стигнато, дека една интересна студиска програма за безбедност и европски интеграции повторно оди во, ајде да речем, како понуда на еден јавен универзитет. Сметаме дека таа е многу добра студиска програма, издржана и сепак се води на една институција која што има голем рейтинг и реноме во безбедноста и евроинтеграциите. Годинава факултетите при Универзитетот Свети Кирил и Методи нема да имаат дисперзирани студии, бидејќи тоа било побарано од установата. Но оваа одлука реагираа граѓаните кои сметаат дека со ваквата одлука им се скратува можноста за високо образование и во помалите места. Вообичаено првиот уписен рок е во втората половина на август, вториот кон крајот на месецот и првите денови од септември, додека третиот уписен рок е кон средината на септември. Оние кои ќе се запишат како редовни студенти ќе влезат во државната квота, ќе треба да плаќаат 200 евра годишно. Редовните студенти во квотата со кофинансирање и вонредните ќе плаќаат по 400 евра, а на дисперзираните студии партиципацијата е 100 евра.